Денешниот брифинг ќе го отвориме со една позитивна, па можам да кажам и инспиративна содржина за корона кризата и оние лоши вести малку подоцна, сега ќе го слушнеме за добро утро, за добар старт на денот, младиот Орхан Багашов од Тетова. Млад иноватор кој со својата иновација, поточно заедно со неговиот тим, ќе се представи и на еден глобален надпревар, а се работи конкретно за изумот бионичка рака. Добро утро, Орхан. Добро утро. Бионичка рака е всушност протеза за подлактица. Можеш ли да ни кажеш поконкретно по што се разликува од останатите протези кои се веќе на пазарот? Да. Па нашиот тим примети дека бионичките раце што се на пазарот се најевтината бионичка рака во моментот е $7,000, што приметивме дека реално таа цена не би требала да е толку висока во споредба со колку кошта деловите што се користат за да се изработи. Тоа е главно поради тоа што има многу мал дел на вакви производи и главно се произведуваат во развиени земји. И главниот фокус е во развиените земји. И затоа ние пробавме да и направивме бионичка рака со идеја така што секој кој што сака да добие бионичка рака би можел да посети нашиот вебсайт, каде што може да се 3D спринтаат деловите или да се нарачаат 3D спринтени делови да стигнат до домот на корисникот и останатите делови се нарачаат од AliExpress или други онлайн продавници и со помош на инструкциите што се на нашиот вебсайт да се склопи целата бионичка рака за пола саат до 1 час и да се има целосен продукт за само $250, што е 28 пати поевтино од другите бионички раце, а сепак има истите функции. Ова, Орхан, морам да кажам дека звучи дури премногу добро за да биде вистинито, но дали ја тестиравте, се покажали како функционална? Може ли да ги извршува сите останати функции, мрдање со прстите и се останато? Да, ја тестиравме бионичката рака како производ, излезе успешно тестирање, може да направи 5 различни движења, исто како и останатите, и го тестиравме концептот дека секој без претходно искуство би можел да склопи ваква бионичка рака и тоа поради тоа што голем дел од времето го потрошивме на дизајнот да може да биде лесно да може се склопи од секого, поради тоа што останатите бионички раци имаат да речеме над 30 3D спринтени делови, ние тој број го симнавме на само 7, така што е многу поедноставно за да се разбере како функционира и да може секој да склопи. Орхан, вие се подготвувате токму со оваа иновација, со бионичката рака, за светски надпревар, наречен Генерација без граници, и од она што го прочитав, можам да забележам дека ќе имате на вистина голема конкуренција, 80 учесници од 40 држави. Какви се твоите очекувања, бидејќи сепак од она што досега го видовме, барем како иновација, на вистина можам да кажам дека вашата е една од покорисните. Па, да, високи не се очекувањата, но не би сакал да предвиреме, да се спремаме, се подготвуваме и имаме високи очекувања и се надеваме дека ќе направиме некој резултат со кој што сме задоволни. Така, само да ги споменеме и останатите од тимот на Бионик. Значи, тимот Бионик е составен од Тео Китански, кој што е програмерот на бионичката рака, Борис Ночевски, кој што е заслужен за социјалните мрежи, и потоа Ана Марија Илиева што го направи вебсајтот каде што може да го посетите. Вебсајтот е
и bionics.org и јас кој што сум дизајнерот на бионичката рака. Орхан, мора да ти го поставам и прашањето, бидејќи имаш само 16 години, од кога почна да размислуваш во оваа насока на иновации, од кога љубовта кон ова и од кога всушност почна да работиш, бидејќи сепак не е лесно на 16 години веќе да се има тим и да се настапи на светски надпревар со ваков производ? Па не сум баш сигурен кога точно, не знам, од секој сум имал, сум се интересирал за роботика и сум бил фасциниран од неја, но точно почнам и јас да работам со роботика, да учам за неја од 8 или 9 години. И твојата порака за младите луѓе, младите иноватори? Па, мојата порака би била само да почнат се работи, да оправат тоа што сакаат, колку и да се мали, не мора да пораснат за да почнат да прават нешто. Не мора годините да бидат пречка. Да. Орхан Багашов од Тетово, тимот Бионик, благодарам што одвои време утринава да ја представиме вашата иновација и да го почнеме денот со убави вести.